Вака, одморалиштето на планината Голак е дадено по трајно користење на локалната самоуправа. И јас имам информирано дека по неколку наводи дека има заинтересирани страни кои што сакаат да инвестираат во тоа одморалиште кое што за жал е руинирано. Наша примерна цел и основна цел е да Голак го снабдиме со доволна количина на вода. Тој во 2021 година ќе изготвуваме проект за водоснабдување, каде што би имало доволно вода и кога нема доволно вржи на снег, посебно во зимскиот период, да може да има таму некоја туристичка сезона, за да може да се отворат и сместувачки капацитети. Тоа е што локалната самоуправа го планира да го направи. Патот е среден, имаме убав пат до Голак, со електрична енергија е средена работата, значи има недостаток на вода кој што треба да се реши, доколку таму има повеќе сместувачки капацитети и доколку сакаме Голак да го развиеме до одредена мера. И постоечкото детско одморалиште кој што беше, кој што сега донирано, може да инвестира некоја приватна фирма или пак со јавно-приватно партнерство заедно со локалната самоуправа. Но за тоа треба конкретно веќе да пристапиме кон одредени преговори. Заинтересираноста на повеќе инвеститори беше во однос на нивно испитување, студија некоја која што ја прават за поврат на нивните вложени средства, а конкретни разговори и договори се уште немаме направено за обнова на тоа. И тоа исто така има заинтересирани за изградба на нови хотели на планината Голак, каде што во деталниот урбанистички план има предвидено и ова мислам дека е пореално да се случи во наредниот период. За да после ова може да се развие неки ски центар на планината Голак.